Здраво, драги мои, ево ме повторно со лайв, како што ви ветив. Мислам денес ден 4 и одиме со исто така популарна тема. Ви благодарам на сите пораки кои ми ги спративте во приватна порака за тоа што кажувате дека ви служат овие лајвови, за вчерашните коментари, за мислењето на другите на видеото кое мислам дека некои видеа навистина треба да се гледаат повеќе пати за да освестиме, за да ставиме на ум, окей, ова морам да го променам. Ова денешна тема која ќе зборувам е анксиозност, анксиозност мислам дека не постои личност денес која не се соочила барем еднаш во животот или не се соочила секојдневно, затоа што како што кажуваат и студиите дека во светот постојат околу 70% тинејџери кои се на некој начин анксиозни и кои имаат проблем со оваа состојба. Треба напред се да сакам да се оградам од тоа и да ги разграничам дека постои анксиозна состојба, а постои анксиозно пореметување. Исто така тука постојат и панични напади. Ова прашање ми го постави една девојка во групата Свесно дружење, каде што ми ги спомена тие панични напади, но денеска сакам конкретно да зборувам за анксиозност која е тесно поврзана со оваа состојба. И сакам да замислите дека анксиозноста е еден вид на емоционална настинка, односно дека негде нешто се случило на што не сме му обрниле внимание. Тоа е исто ако имаме некоја кашлица и не обрнуваме внимание, таато постојано е тука, може да премине во некоја акутна состојба како запалење на плуќата и така натаму. Значи, исто така гледајте и на анксиозноста. Јас верувам дека ова е состојба која и текако може да се надмини и дека има начин да се надмини. Првенствено, што би можела да ви помогнам и да ви кажам ќе ви посочам на литература. Исто така сакам да ви кажам дека со видео од 10-15 минути нема анксиозноста да исчезне. Ќе ви кажам и зошто, но затоа можам да ви кажам дека со конкретна примена на некои работи, на некои алатки, како што ќе го правиме тоа на работилницата мојата најдобра верзија во Охрид, ќе можете конкретно да влезете внатре во вас и да се ослободите од таа анксиозност. Денеска можам само да ве наведам на тие работи кои би ви помогнали, би ви дале смер во кој правец да гледате и како да се себе поддржите. И да видите друга перспектива како е возможно вашето излегување од анксиозна состојба. Јас исто така ќе наведам неколку митови, затоа што таа неподдршка што кружи во околината, посебно кога сме анксиозни и тоа неверство во себе, тоа ја прави анксиозноста уште пострашна. Анксиозната состојба и текако може да ни влијае во секојдневието, но често ние гледаме тоа да го решиме со тоа што ќе размислуваме, наместо да навлеземе малку подлабоко во нас. Па сега ќе ви наведам неколку митови преку кои сакам да ви дадам и начини како да си помогнете, односно правец во кој да гледате кога се работи во однос на анксиозноста. А прво е тоа дека ако сме анксиозни, тоа значи дека сме слаби, што воопшто не е точно. Мислам, јас знам од каде потекнува тоа. Тоа потекнува од тоа дека доколку не знаеме да се справиме со емоциите, тоа значи дека сме слаби. Доколку чувствуваме преголема количина на емоции со кои не знаеме да контролираме, дека сме слаби. Тоа воопшто не е точно. Од старт треба да го избришите дека анксиозноста не е слабост, анксиозноста е информација. Информација која ни кажува дека нешто се случува во телото, дека имаме некој дел во нас што ни дава порака каде треба да го ставиме светлото или вниманието. А исто така, како втор мит би навела дека тоа ти е во главата. Кога ќе ти кажат тоа ти е само во главата, си се умислуваш дека си анксиозна, и те како е нехумано, и те како или многу митови исто така се кружат дека тоа е илузија, не постои анксиозност и така натаму. И тоа е навистина болно доколку ти се соочуваш со анксиозност, а слушниш таква реченица во тој момент. И те како не е во глава, анксиозноста е во тело. Односно, тоа раскинување помеѓу ум и тело. Кога
едноставно чувствуваш симптоми на брзо чукање на срцето, ти се потат рацете, не можеш да спиеш, постојано си возбудена негативно, имаш такви јаки симптоми и тоа не е во главата. И ќе ви објаснам покасно и зошто. И затоа постојат два начини на кои гледаме на анксиозноста. Еден начин е каде што пристапуваме на анксиозноста да ја намалиме, а друг начин е да излечиме. Намалувањето на анксиозноста се случува со корегулација во даден момент, кога ќе имаме, например, паничен напад и кога ќе имаме тоа, кога сме, да речем, преовладени со тие емоции, и тоа е само справување со анксиозноста. Постои еден подлабок левел, односно лечење, односно трансформација на тие внатрешни емоции кои предизвикуваат анксиозноста да се случи. Тоа ти е во глава, не е хумано и нема да го кажувате тоа доколку некој дојде кај си ви каже јас се чувствувам анксиозно, имам стравови, тешко ми е, нема тоа да го кажувате, затоа што и како се чувствува таа личност неподдржана, невидена, дека не вреди и едноставно чувствува дека нешто не е во ред затоа што нешто не е во ред со неа затоа што има анксиозност. Исто така, дополнително на ова, како мит е кога ќе кажат луѓето, само опушти се. Само опушти се и ќе помине. Да беше тоа така, немаше болниците и затворите да бидат преполни, затоа што кога би можеле во пик на експлозија емотивна да реагираме, да се саморегулираме, не би дошло до многу криминални или насилни случувања. Тоа е уствари најголемиот проблем кај многу луѓе што не можат да се саморегулираат, што имаат, и тоа е природно, затоа што во тој момент се случува, и затоа е во тело, анксиозноста е во тело, телото не преовладува со таа емоција и рациото се исклучува и не можеме рационално да кажеме ништо не е, опушти се е во ред. Не е во ред, кога тоа те надминува, завесата се спушта и не можеш да ја видиш реалноста каква што е на вистина. И затоа да му кажеш на некој опушти се, е хронично анксиозен, нема никаква поента. Исто така, реченицата ќе помине фаза е не поминува. Да знаете дека не поминува, само менува облик. Може би ќе чувствувате дека сте надминале анксиозноста, но таа преминала во, да кажам, изместен срцев ритам, недоволно спиење или лошо спиење, да речам, не се однесувате добро со храна, односно немате добар однос со храната, се прејадувате или премалку јадете, имате било каква зависност. И исто така, ако воопшто имате некоја зависност, прашајте се дали сте анксиозни, затоа што анксиозноста често знае да се прелие во таа состојба, односно во зависност, и со тоа не го лечиме проблемот, со тоа само го одолговлекуваме и му менуваме форма. Анксиозноста не е само страв, анксиозноста е еден круг, еден циклус на немир, внатрешен немир, страв и грижа, која постојано се вртат тие емоции. И кога, затоа и не е тоа идентитет што може да го, така и така се чувствувам таму и таму го чувствувам во телото, и можеш толку лесно да го решиш. Тоа менува облици, менува форма, не е еден ентитет на кој можеме да се врзиме. Исто така е голем мит дека ако сум анксиозна, ако беше ти анксиозна немаше да функционираш. Тоа не е точно. Често луѓето што се хиперактивни, што постигнуваат многу работи, стануваат анксиозни. И тоа затоа што не му даваат доволно внимание на телото и на себе. И запамтете го тоа, дека секоја болест настанува поради, или секоја несреќа, секоја случување настанува поради невнимание. Недоволно внимание. Дали е тоа невнимание за себе или за дадена ситуација. На телото му треба и на нас самите ни треба внимание. И тоа ја лечи цела состојба. И јас во едно предавање каде што бев поканета
со доктор Ѓурѓица, каде што зборувавме на тема анксиозност. Тоа и цврсто го дефинирав дека за да излечиме анксиозноста треба да развиеме љубов према себе. Значи, љубовта према себе е лекот за анксиозноста, затоа што кога себе ќе си дадеме простор за доволно внимание, за доволно љубов, анксиозноста ќе ја надминеме. Ја и знам, значи, и верувам дека се наоѓаме во брзо време, каде што имаме толку динамичен живот, деца, работа, активности, можеби некои има болни родители, можеби имаме финансиски проблеми, живееме под кирија, што и да е. Доколку најдеме минутка време за нас, верувајте, се друго ќе може да дојде на ред. Значи, ставете приоритет да си дадете себе внимание. Анксиозноста настанува поради тоа што не сте си дали доволно внимание себе си, на своето тело и генерално на себе како личност. Или можеби не ви била доволно давана доволно внимание кога сте биле деца и тоа ви станало хронично и преминало во овие подоцнежни години. Па нешто што можам да го наведам како техники, каде што може да си помогнете, ево, преку ова видео, е тоа внимание. Да си дадете таа заклетва, да си дадете тоа ветување дека ќе обрнувате секојдневно внимание на себе, дали е тоа преку медитација, преку молитва, преку време за себе, преку повлекување во тишина, преку пишување дневник, што и да е, обрнување внимание на себе. Јас тоа исто го кажав во еден подкаст, дека доколку секоја вечер пред да легнуваме направиме една ретроспектива на тоа што ни се случуваше и во кои ситуации, какви емоции доживувавме, дека нема да дојде до хронична емотивна настинка. Дека и како, ако контемплираме на секоја ситуација што ни се случила, од каде била емоцијата, дадеме заклучок и ја затвориме темата или се исплачеме, што и да е, дека ќе се надминат тие емоции, за разлика од денешна динамика на луѓето што имаат поминал уште еден ден и само се насобрале емоции и тие избувнуваат. Јас имам уште неколку видеа на мојот YouTube канал Кристина Десковска, каде што зборувам конкретно за панични напади и анксиозност, каде што можете подлабоко да одите во темава, но исто така сакам да ви кажам дека доколку се свртиме према себе, доколку најдеме што е тоа подлабоко во нас, што не ставило во состојба да имаме анксиозност, таа анксиозност ќе се разгради. Тоа ќе го направиме на работилницата мојата најдобра верзија. Ќе биде еден на еден идентично со тоа што го правам во индивидуални терапии. Односно, ќе може секој за себе да нурне подлабоко во себе и затоа кажувам, ова работилница ќе биде злато вредна, затоа што оттаму ќе излезете емоционално ослободени. Прво, како што ви кажав, како техника е внимание за себе. Друго, и како може да ви помогне дишењето. Дишењето како дневна рутина, како што го правам тоа, например, јас секое утро имам техника за дишење, за активирање на епифизата, или дишење во дадена ситуација кога сме анксиозни, односно кога имаме паничен напад, да дишуваме на нос 3 пати, односно 3 одбројувања, дишуваме на нос, држиме 5 одбројувања и спуштаме низ заби подолго. Тоа ќе ни помогне да го активираме парасимпатичкиот нервен систем, каде што му даваме знак на телото дека е се во ред, и затоа се јавува таа бурна реакција на телото, затоа што кормилото не го држите вие во раце. Него сте се изгубиле по пат и не можете да му кажете на умот, окей, се е во ред, смири се, само спушти ја топката, односно регулирај се како нервен систем и продолжи понатаму. Не. Вашето тело не ви верува вас и затоа тие команди смири се и тоа не функционираат кај анксиозноста. Друго нешто што ви препорачувам е, и ево тоа го правиме како во 6-неделната програма Врати својата моќ, баш утрово добив порака од моите клиентки,
Кога ќе влезете во програмата, автоматски ви давам ритуали што ги правите секојдневно, меѓу кои е и танцување со кренати раце. Зависи нормално во која состојба се наоѓате, за која личност станува збор, но генерално ова и текако вежба помага. Зошто? Затоа што со дадена музика, затоа што подскокнувањето, играњето, кревањето раце ја придвижува целата енергија која е заглавена во нашето тело и на тој начин ни помага да се ослободиме од тие емоционални блокади и затоа често и после тоа играње доаѓа до плачење, до отварање на поле за кое сме било негде стегнато. И затоа кажувам јас дека доколку емоцијата не ја испуштите, таа е флуидна, таа негде ќе се закачи и дали тоа орган или ќе го чувствувате како паничен напад или како депресија, што и да е, анксиозност ќе мора да се јави затоа што енергијата мора да помине низ енергетските центри, доколку не помине ќе биде заглавена. Ево, ова се 3 техники кои може да ви помогнат. Запамтете ги митовите, доколку имате вие некои митови што ви се покажале како погрешни во вашиот живот, споделете ми за следно видео. Би сакала исто така да ми споделите ваши искуства со анксиозност, како би можела подлабоко да влезам во оваа тема, да допрам и директно да ви одговорам на вашите прашања. Ако не ве очекувам во Охрид, каде што директно ќе работиме и кое било прашање ако имате за работилницата во Охрид, може да се пријавите на линкот во описот, мојата најдобра верзија. Доколку тоа ви е преголема сума, можеме да ја поделиме на 2 дела до самата работилница. Има уште време, уште месец, скоро месец и нешто, но полека се пополнувате и овај пат порано ќе ги затворам пријавите поради организацијски причини да можеме да ви обезбедиме се што е потребно, такви услови каде што ќе можеме на вистина во тие 3 часа да пораснеме и на едно свесно ниво и емотивно и како заедница да оставиме печа, затоа што јас не гледам дека помошта ќе биде само за вас, тоа ќе биде и за вашите деца, за вашето семејство. Замислете кога ќе се вратите од една работилница каде што знаете дека вие сте сами одговорни за вашиот живот, ја враќате енергијата и мојката во себе и така делувате во околината, не сте повеќе жртви, него се враќате насмеани, се враќате спремни за поддршка, за емпатија спрема другите, кој не би сакал таков родител, брат, сестра, пријателка, колешка, кој не би сакал да бидете вие можеби пример и ментор на другите, но тоа мора да го направите со пример, не може на ниеден друг начин. Ви благодарам што го изслушавте ова видео, преслушајте го уште еднаш ако се уклучивте покасно и применете ги овие техники доколку се најдете во анксиозна состојба. Јас ќе го оставам ова и ќе го последна недела ќе ги постирам сите овие видеа и на мојот YouTube канал да можете подлабоко да навлезете таму, има околу 100 видеа, така нешто, мислам околу 100 видеа, каде што можете да одите на секоја тема и има за секого по нешто. Разгледајте што ви треба. На вистина вреди да се ставите себе за приоритет и на вистина вреди да живеете еден исполнат живот наместо живот во стравове. Имајте убав ден. Се гледаме од понеделник, правам 2 дена пауза, но секако продолжувам со овие лајвови, доколку вие имате некоја тема што ви е баш тема актуелна, слободно напишете ми, ако не ќе продолжам со темите кои ми ги поставија во групата Свесно дружење, каде исто така можете да бидете дел бесплатно со сема, групата 130 жени се таму, дискутираме на секакви теми и е баш забавно и поддржувачки. Поздрав!